ја 7-8 деление и Киро Мокрејата, не знам сега жив ли човеко, предаваше ни музичко, на гитара свириш и формира у школото оркестар. И се приклучи ја у хоро, научи ми да свирам на гитара. И ја што он учише дур од гитарата, одме одеше кај Спасе, он е у Австрија сега, он кај Спасе му ги кажуваше дуровите, он ги одма научише. После се приклучи Драги, и почнаме прво да копираме, не знаеме песми ово, но копирани, те Драги знаеше англиски в това време, он пееше англиски песми, другаро Јанев Лазар Лале, он си пееше Мишо Ковец, Здравко Шолишто и полека се формираме. Источна Македонија беше наш. Многу време помина од тие млади години, бевме некаде 14-15 години и така јас учев у Раде Кратовчево Смолетка. И тоа се едни пријатни сеќавања од тој период, пошто тоа време и не беше ова музика што денеска ја слушаме ние. Слушавме ние од страна музика од Англија, например, набавувавме плочи директно од Лондон, преку загребачки представители ги добивавме плочите, да ги учиме текстовите. Јас работев на англискиот јазик, така да мораме и тоа да ви кажам дека бев и демонстратор на економски факултет за англиски јазик. Значи, јазикот го засакав од музиката. Значи, сакав да пеам песни на англиски, покрај на мојот драг јазик, на македонскиот јазик, и нормално тоа бевме време во Југославија, пеевме на српско-хрватски нормално. Ние ги свиреме повеќе хитовете, повеќе идеја од Битлси, Шелоси, Анималси, Ролинг Стоунси. Тоа беа групи супер. Иначе од нашата музика, јас повеќе ги свирав тие работи, јас сакав да ги свирам тие работи. Повеќе пеев од Мишо Ковач, Кема Монтено, Чоби, групата, од Индекс си свирав. Така да беше многу добра музиката и многу убаво прифаќаа луѓето. И беа салите пуни, препуни. Ние још не сме отишле унатре у салата дека треба да свиреме, луѓето се унатре веќе, чекат на нас, ајде тениси, ајде тениси. Значи, сака да слушат нашата музика. Иначе првиот бумјар, Бог да го прости, си помина Френдо и тој ни го даде името на групата Тениси. Така остана. 65-та година ја упаѓам у Тениси, како бумјар, пред мене беше покојниот Френдо Христов. И тука почнавме ние малку повеќе да работиме, повеќе да пробаме, и нашиот соло гитарист, кој е и основач на групата Тенеси, он највеќе допринесе за групата Тенеси да постоеме и финансиски, дури ги продаваше нивите само да дојде од мен до некоја гитара, до некоја почало подобро. Ние имавме настапи Делчево, Пехчево, Берово, 66-та година и 65-та и 66-та година. Со збратимувањето на градовите Кочани и Крушево, бевме ние единствените представници кои Кочани го представувавме во Крушево, затоа што до тоа време немаше поп-рок групи. Подошно не можеме да кажеме за групи, тоа ще се водеа како групи, тоа се века ВИС. ВИС значи вокално-инструментален состав. ВИС Тенеси. Значи, моите почетоци со музиката беа во Бели бисери и на позив на Илјами во 1971 година дојдов во Тенеси прво како ритам гитара, а потоа како басист. Во меѓувреме почнавме да свириме и песни кои јас пред тоа ги имам свирено и нормално нови како излегуваа во тој период. Мислам, припремите и пробите беа многу тешки ради тоа што ние чекавме да слушаме веќе уз радио или Радио Луксембург за да
да пишеме оваа недела една строфа, па другата недела другата строфа и така да ја комплетираме песната за да можеме да ја изведуваме на игранките и на предбите што ги свиревме во тој период. Таму кај што сега е пазарот на соло гитаристот, имавме една кукичка кај што живееше неговата мајка и имаше едно ателје за правење на слики. Тука ние вежбавме, тука трениравме, тука се собиравме, тука ги добивавме плочите, учевме од разни касетофони, да ги учевме песните, да ги пееме на англиски, на српско-хрватски, на македонски јазик. Јас не можеме да не спомнаме на песна од Зафир Хаджиманов. Пеев една песма Туби Дубиду. Чек, кој беше? Ти единствена си што залудуваш. Туби Дубиду. Наутро и на пладне, исто така и на вечер. За мене најубава, за секогаш најубава си ти. Биду-биду, жу-биду-биду. Но ако ми речеш задно с Богом ти, срце ке ми натажиш, за среќата ке плачам, затоа ми с песна молам, остани. Сите дни да поточат, сите дни неразделни, за мене најубава, за секогаш најубава си ти. Биду-биду, ду-биду-биду. Но ако ми речеш задно с Богом ти, срце ке ми натажиш, за среќата ке плачам, затоа ни с песна молам, остани. Сите дни да протечат, сите дни неразделни, за мене најубава, за секогаш најубава си ти. Биду-биду, ду-биду-биду, ду-биду-биду, ду-биду-биду. Со мене незаборавно е што немаше ја гитара, бас гитара, и имаше една гитаријада, одржуваше се, земаме прво место, ама таа беше гитаријада у Кочани. И добиме прво место и што ви треба награда, викаме треба ни бас гитара. И ни купија бас гитара и стана ја басиста. Дојде време, беа не организирале наши пријатели на Благојчев брат да свириме во Макарска, тоа беше во 67 година. 67 година, тоа е гордоста на градот Кошели, ние, тенести, што прв пат ја напуштаме државата да свириме надвор од границите на нашата република. Тоа беше едно големо одмаралиште, Горан Ставиња, у близината на нас, пеа најпознатите пејачи во тоа време во Југославија. Прво, Арсен Дедич, Ана Штефок, Силуете, јуноври од Тузла, меѓу нив и ние бевме, ние свиревме на стадион. Нашите игранки беа најмасовно посетени. Ние не взимавме пари. Кој можеше да плате, даваше пари. Кој има пари, нека плате. Кој нема, вратата отворена. Сакавме ние да има многу луѓе повеќе. Ти ние свиреме за дечките, свиреме, за момичките. Тамо се склопува брак. Амо беше целта на упознавање, дечко или девојка. Само те тоа што немаме никакво видео за да можеме да го прикажеме тоа, да се виде. Добре што овие слики што ги имаме тука, така ни остана еден спомен и тоа ќе си трае се одек сме вечни, живи и здрави. Славни беме, па и ми ги сами беме. Што имаше матурска и осмолетка и средна школа, одат у Охрид, викрат не нас.
Одото доенат, викат не нас. У Велес на езерото, викат не нас на Охрид. И се беа со нас. Нашиот репертуар беше раздовиден и за тогашната популација на младите генерации, за тоа што ние свиревме. Сега ќе ви спомнам групите, и драги ги ме подржу тоа. Анди Вилијамс, Том Джонс, Битлз, Ролинг Стоунс, Animals, Shadows, Hollies, Beach Boys, Mamas and Papas. Sha-la-la-la-la-la-la-la, 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 pa-pa-pa-pa. When the day's dawning, It's a Sunday morning, how I long to be there with Marie who's waiting for me there. Every lonely city where I hang my hat ain't as half as pretty as where my baby's at. Is this the way to Amarillo? Every night I've been hugging. Добро, шметири, значи морам да кажам дека ние имавме посебна гардероба, тенесите, се носевме посебно, со посебни кошули во карнери. Сите имавме, јас имав розова кошула со карнери, Гоја мислам беше жолта, Илјами црвена, Лало црвена, не знам каква беше, не е битно. Значи имавме некоја гардероба кошули со карнери и носевме многу тесни панталони. Така да ако малку се подклекнеш, може да пукнат панталоните. Носевме така интересни чизми, па ќе мора некој да ги тегле, да можеме да ги извлечеме. Беше со нас еден жесист Христоф Трендо. Поминаси човеко, татко му не забрани му, ти сме носили длъги коси, дека со тие ќе одеш ти гледај длъги коси, гледај кои бараби са, ово, оно, не му дадеа и да ти иде. Кога идевме за Макарска да патуваме, да свириме, тоа да кажеме една анекдота интересна, на железничка станица инструментите са паркирани, мислам истоварани, и доаѓат една група на млади дечки и девојки и гледат, вика, ова е неки велики састав, не бенд. И не прашта, вика, do you speak English? Ние кјутеме изморени, чекаме да дојдат да не земат од Сплит до Макарска. Парлево франценину пак кјутеме. Човекензи дојшне пак кјутеме. И ја на турски вика, билар мислам турче, а овие су неки турци, вика. Ја уствари не пеев на англиски, Драги беше задолжен за таа музика, Илјами пееше неколку песни, значи ја пеев претежно ИУ репертуар. О Маријана, татка мала Маријана, тебе чекат ја до сване дан. Jedne divne majske noći i si rekla da ćeš doći na prvi randevu. Jedne divne tihe majske noći i si rekla da ćeš doći na prvi randevu. O Marijana, slatka mala Marijana, tebe ću čekat ja do svane dan. O Marijana, slatka mala Marijana, tebe ću čekat ja do svane dan. Još će mnoge noći proći, Marijana neće doći na prvi randevu. Još će mnoge noći proći,
mala Marijana, tebe ću čekat ja dok svane dan. O Marijana, slatka mala Marijana, tebe ću čekat ja dok svane dan. O Marijana, slatka mala Marijana. Повеќе одеме у парко, тамо се собирахме, имаме си тамо просторија, од самото кино ни дадене просторија, за да свиреме ние, да пробаме тамо. Значи, беше ни клуча отворена, нас толку поверење имаше директор у нас, што вика, за вас е вратата отворена тука. А беше, така да кажам, празник за очите да се слуша една таква музика во тие летни денови, летни ноќи. Така се собираше многу народ. Беше многу интересантно за младите, значи ние бевме идол на младите во Кочани, така да секој пат по нас почнаа после да се отварат други групи, да се групираат, така да ние беме идоли на младите, да еден пострек и тие да работат на музиката. Ја мислам дека од музиката нема ништо поубаво. Дека во текот на нашето свирење, во почетокот, ние имавме и главен вокал, тоа беше Олгица Андонова, а сега Олгица Паковска. Она настапуваше и на фестивали, на Скопскиот фестивал, дует имат настапувано на еден фестивал со Мане Колев. Во тој период ние свиревме само забавна музика. И моите почетоци со авторски композиции беше на Соботичкиот фестивал во 76-та година, кога мојата песна го освои првото место од публиката во избедба на Момо Николовски и во аранжман на Славе Димитров. Песната се вика "Ти си таа што ја знам". Свиревме и нормално на српско-хрватски јазик, знаевме многу песни, покрај тоа што пеевме и на македонски јазик песни, и секако ја пеев и на англиски јазик песни. Нема да ја заборавам, еве, сега да ја кажам и таа Натали од Жилбер Беко. Таа до ден денеска ме тера да ја пеам на француски, морав да ја научам на француски јако добро, и тоа со французи. Ја спремам за да ја пеам како што треба. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait à taper. Et je suivais pas toi dimanche, Натали. Love Story од Енди Вилијамс и многу други песни. Тоа беше еден широк репертуар. Where do I start? Со музиката никому не му мислиме лошо, само добро. Така да тоа не веселеше, тоа не радуваше. Живеевме бевме млади, така беше и многу интересно. Одевме на одмор, одевме на море, свиревме и у Бечичи, со Лало имаме свирено и у Бечичи, со Илјам исто, со Гое, на многу место сме имаме свирено. Usred tišine grada i usnulje ljepote, tiha se čuje gitara, la musica di notte. Ako si pošla spavat, bila ti laka noć, družina naša s pjesmom zakantat će ti doć. Otvori, draga, prozor i slušaj naše note, o ljubavi ćemo pjevat, la muzika di note. Otvori, draga, prozor i slušaj naše note, o ljubavi ćemo
Додека пробаваме у шупата кај Спасе, у двор имаше една шупа стара, Спасе имаше стара гитара. Ателие. Ателјето. Стара гитара имаше, магнетите многу слаби. И одеднашка му текна, качи се на куќата и паша да вика, купувајте ми гитари на мајка ми и татко, иначе ќе се фрлам од куќата. И, па не истиот момент, али после 2-3 сата, ојде од брак гитара, купи си гитара у баба и до живот. За Макарска, добро сместени, добар пробав, добра публика, љубимци бевме на целата публика. Ние. Тамо не представија многу интересни имиња не дадеа. Мене потрошно тамо, водител која требаше да ме представи, ја вика ќе спомнам на кој инструмент свире и вие ќе си го кажете вашето име. Сега за Драган, за Гоје, за Спас, и кажува за другите, за Лалов, за... Со нас имаше уште еден вокален солист, испуштивме да го кажеме, тоа е Амче Хаджиполнов, кој беше од Адамо. Шансони. Доаѓа ред до мене, вика, најмладши члан групе е, и ја викам Мехмедов и јами. Те Бог, како ти тоа име? И он Тони ве крстио, тоаш како музичко име да остана Тони на мене. Нормално мислам, на толку многу свирки, имаше многу случки. Беше многу интересно ствари, кога ќе видевме на игранка некоја згодна женска и кога ствари, ќе речам, оваа гледа цело време у Илјами и Лало. Не, оваа у мене гледа. У Будва ме прашуваше за Јанев Лазар, ме прашуваше, вика, овој дечко, вика, твојот, вика, пејач, вика, на кој јазик пее? Викам, още тоа е ориенталски јазик, ти не можеш да го разбираш. Он не знаеше баш добро да пее англиски, така ги погодуваше, премашуваше зборовите, меѓутоа се сноѓавме. А иначе си пееше на нашински јазик, нели, немаше проблем. Спавај, свиете мој, tu bašti srca moga. Spavaj, ja ću doći noćas u tvoj san. Plavi cvijete moj, još večeras bit će sama. Sutra već u zoru ja se vraćam tu. Još samo jedan dan i nikad više draga. Bez tebe nigdje neću poći, uz toplog doma svoj. Plavi cvijete moj i nemoj da se budiš, opet ću svakog jutra, draga, da te budim ja. Тогаш немаше уствари ни многу популарни кошаркари, немаше едноставно музичарите беа најпопуларни и нормално дека имавме прилика. Ние бевме тие првите што имавме контакти со женските, кои доаѓа на игранките и на приредби. Кога се врнаме од 67 од Макарска, веќе стварно беме многу популарни во државата. Гоето го тоа пред малку спомна, на нашите игранки веќе почнаа да доаѓаат бесири безимени, што бевме интересни за нив. Спасев тогаш продаде многу оризни ниви, многу димотос и мораше сакаше да купе озвучење ново Динакорд. Добри бевме, добро настапуваме. Одлучивме да напуштеме образованието. Сметајќи дека ќе видиме Битлз. И јас и Спас се договоривме. Спас вика, ја не одам, него го уценувал, ти мал долга коса. Мене ми беше Спас, шо научи, вика ми, ја нема да учам. Ја напуштев, ја учев у Кавадарци. Ја напуштев школа. И по една прилика татко вика, момче, ти треба да одеш в септември на училиште. Вика, добар ученик бе.
Викам, ја обавувам феријална пракса у Кочевско поле. Татко ми беше полицаец, орекаец, директор го сопира и го праша, мојот ученик, практикант, како е? Немаме, вика, ние практиканти. Он доваѓа и на ручек седе, вика, момче, ти вика, на пракса ли одеш или ме лажеш, вика, изиграваш, вика, манго, па една песница поносува од баста доле, ме разкрвави целиот. Тоа ми беше на мене за памет. Доброволно ме праќа војска да одам и после војска воре да довршувам средна школа и на факултет се запишав. Ја во тој период, исто како Илјами, носев брада и коса и имав проблеми и татко ми, дури првата гитара која сам си ја купив ја, ми ја скрши ради тоа што ме викаше, ја свирачли ке те правам тебе, седи дома да учиш. И после тоа ја носеше, ја лепеше, али у секој случај, мислам, бевме бележени у градот и може на женските им бевме интересни, ама повозрастните луѓе не одбегнуваа. Ради фризурите, ради брадите, ради музиката. Ти ни си радосна, то дугове знам, usprkos ljubavi, što mogu da dam na skromni mali dom, udihnuće šta, jer sve je prolazno i rastanak nas. O draga, nemoj lagati, jer ti se nikad nećeš vratiti u ovaj dom. O draga, nemoj lagati. Ние бевме комплицирани се додека не Благоче и Лало не отидеа војска. Они кои отидеа војска, ние останавме и јас, Драги и Спас. Они се врнаа од војска, Спас не напушти, Спас отиде за Австрија, за Германија у Келн. Лало презема неговата улога како соло гитарист и како ритм гитарист го тогаш упаѓа со нас Мане Колев. Значи, во 72 година учествувавме на гитаријада во Пирава и освоивме трето место. А иначе имавме, мислам, во летниот период имавме нон-стоп свирки во Дојран, после тоа имаше постојана тезга, уствари претежно Илјаме имаше таа тезга, ја и Драги доаѓавме кога немавме испити и немавме обврски со факултетот, во Свети Николе, во Пробишти, во Берово, Делчево, обично, мислам, скоро во сите градови во Источна Македонија. Јас после тоа се бавев за други организации. Имам организирано укочени поп-рок фестивали, кај што зема учество Лепи Сол, Тор, а у групата Тор учествуваше вокал беше Јаким Ракимовски. Јас се уште сум активен, мислам, сега не свирам, али мислам, се уште пишувам песни и едноставно музиката е присутна во мојот живот.
ću te na raskršću. Tenis je već jedna mnogo dobra grupa. Čekat ću te na raskršću, gdje smo nekad srećni bili. A ti mi doći nećeš, nikada više nema. Samo što će vjetar šuti, bila jednom ljubav jedna. Samo što će vjetar šuti, bila jednom ljubav jedna. Samo što će vjetar šuti, bila jednom